Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Заокруживме една фаза од презентација на предлог мерките за новата програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од Куманово до Гостивар за 35 дена посетивме 65 општини, многу градови, села, населби. Појдовме на нивите и полињата, задзвонивме и на вратите во зградите. Влеговме во погони, каде што се произведува, по дуќаните низ чаршијата, во најмалите продавнички, поминавме низ пазарите. Впечатокот е еден. Во Македонија се живее многу тешко. Измачени се и земјоделците и собствениците на големите фирми. Едните се уште чекаат субвенции од владата за 2012 година, за 2013 воопшто никој не земал, а за 2014 гледаат само во рекламите. На другите им е намалено производството. Тие на средина, кои продаваат, кажуваат за тоа што е видливо. Намалена е побарувачката на пазарот. Граѓаните немаат пари. Сите заедно споделуваат исто чувство, не се сигурни за својата иднина. Битката е да се помине денот. Луѓето внимателно слушаа за мерките со кои СДСМ планира да ја врати средната класа во државата. Ние нив уште повнимателно ги слушавме. Видовме интерес, видовме доверба и видовме желба да биде поинаку. Тие се за нас уште посилна обврска да обстоиме во нашиот принципиелен концепт, што го исправивме пред оваа непринципиелна власт. Одовде порачува дека новата програма на СДСМ ќе биде програма на граѓаните на Република Македонија и програма за враќање на државата на вистинскиот пат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е цврсто определен да ја врати државата на народот. Тоа го ветуваме на илјадници граѓани, во чии очи видовме желба за промена кон подобро. Од денеска, тимовите на СДСМ продолжуваат со промоцијата на предлог мерките на СДСМ во Скопје. По истиот принцип, од врата на врата, до секој минувач, на секој пазар, во секоја продавничка, трговски центар, плоштад, во секоја општина, ќе ги објаснуваме нашите разумни и остварливи политики. Единствената алтернатива да се ја вратиме државата на патот на просперитивна Република Македонија. Новаа пресконференција ќе најавиме нов пакет на мерки од областа на економијата, вработувањата и работничките права. Како дополнителни мерки во даначниот систем за враќање на средната класа најавуваме проект ДДВ Викенд. Социјалдемократскиот сојуз планира да спроведе проект што го нарековме ДДВ Викенд. Се планира еден викенд во годината, на почетокот на месец септември, пред почетокот на есента и новата учебна година, да биде викенд без наплаќање на данок на додадена вредност за сите потреби или купувања за домакинствата, како облека, покукнина, училишен прибор и слично. Во тој викенд сите овие набавки ќе бидат ослободени од давачката данок на додадена вредност или ДДВ. Во тој викенд сите продавници кои што тргуваат со такви производи, како и сите банки, ќе имаат дозволено работно време од 24 часа. Со овој проект се предвидува подобрување на животниот стандард на граѓаните, особено на ранливите категории граѓани, како и на припадниците на средната класа, кон чие враќање сме фокусирани со сите мерки во програмата на СДСМ. Проект потрошувачки кредит. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе спроведе проект што го нарековме потрошувачки кредит. За неговото остварување од буџетот ќе бидат издвоени средства до 5 милиони евра годишно, што ќе бидат наменети за делумно субвенционирање на каматата на потрошувачките кредити кои ги користат граѓаните. При тоа, каматната стапка ќе биде ограничена, а владата би субвенционирала до 1/4 од трошоците на каматата. По корисник, кредитот ќе биде лимитиран на износ до 3000 евра, а ќе биде наменет за граѓани кои имаат месечна нето плата до 20.000 денари. Останатите услови на кредитот ќе бидат договорени со банките. Во мерките за поттикнување на вработувањето дополнително предвидуваме
ослободување на работодавачите во период од 1 година од обврската за плаќање на придонеси при прво вработување на млади лица до 27 годишна возраст, под услов тие да останат вработени уште минимум 2 години. Ќе воведеме месечна финансиска поддршка за период од 6 месеци при вработување на евидентирани невработени млади лица до 27 години со обврска работодавачот да ги задржи на работа дополнителни минимум 12 месеци. Идната влада на СДСМ планира да даде поддршка за стажирање на невработени млади до 27 годишна возраст. Ќе спроведеме програма за практиканство, финансиска поддршка за стажирање на невработени млади до 27 годишна возраст во време трајање од 3 месеци со обврска најмалку 20% од практикантите кај работодавачот да останат ангажирани уште најмалку 6 месеци. Планираме програма летна пракса, финансирана и финансиски поддржана кон работодавачите, со што ќе обезбедат пракса за студенти во текот на летните месеци. Идната влада на СДСМ ќе обезбеди финансиска поддршка за период од 1 година и во висина до 70% од просечната плата за идно вработување на деца без родители и инвалидизирани лица. Работодавачите ќе имаат обврска да ги задржат на работа тие лица уште минимум 2 години. Во мерките предвидовме и финансиска поддршка за период од 1 година и во висина до 70% од просечната плата за вработување на лица кои се евидентирани како невработени повеќе од 6 месеци, а се самохрани родители, родители на 3 и повеќе деца, родители на деца со посебни потреби и жртви на семејно насилство. Работодавачите ќе имаат обврска да ги задржат на работа тие лица уште минимум 2 години. И во делот на мерките за враќање на скратените работнички права. Идната влада на СДСМ ќе воведе строга инспекцијска контрола за почитување на евиденцијата и плаќањето на дополнителните работни часови. Како и нешто што сега изостанува, а од што може да имаат голема корист граѓаните на Македонија. Ќе настојуваме до крај да има целосно искористување на предпристапните фондови на Европската Унија за поттикнување на вработувањето. Ете тоа е новиот пакет мерки во чие што промовирање на терен тргнуваме уште денеска. За вечерва е предвидена трибина во Скопската општина Карпош, на која што ќе можеме и подетално да ги објасниме новите предлог мерки. И за нив, како досега, сакаме да ги слушнеме и мислењата, сугестиите, идеите на граѓаните пред финализирање на документот Програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Им благодариме на сите граѓани од цела Македонија за топлиот пречек, за интересот и поддршката и ги повикуваме граѓаните на Скопје во следниот период да се вклучат во отворените дебати за Програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарам. Повелете доколку има прашање на темата. Повелете. Еве вака, значи, некои мерки ги имате во решенија за Македонија, некои мерки ги имате во изборните програми на Социјалдемократскиот сојуз. Не значи дека некоја власт ќе спроведе се што ветила порано. Апсолутно можеме да потврдиме дека од оние ветувања кои што во минатото не имале услови да бидат спроведени, сега и како постојат и услови, и амбиент, и исклучителна потреба за нивно спроведување. Оваа мерка за повраток на данокот на додадена вредност е една од најкрупните мерки за враќање на колку што може повеќе пари, всушност 130 милиони евра годишно назад кон граѓаните, и ние апсолутно ќе обстоиме на нејзино спроведување. Повелете. Не би коментирал никакви најави за кандидатури, заради тоа што кандидатурите имаат законски рок кога се доставуваат, во која постапка, со поддршка од партии, со поддршка од потписи на граѓани и слично. Социјалдемократскиот сојуз во моментот е посветен максимално на длабоки анализи на избор на вистински кандидати. Очекуваме во периодот кој што предстои, прво бројот на вкупно кандидати за кои што истражуваме, рейтинг, стоечка состојба во очите на граѓаните, надежност,
за добро раководење од аспект на председател на државата, неколку кандидати. Се надевам искрено дека до крајот на оваа година ќе можеме да го минимизираме бројот на вкупно кандидати, од кои што органите и телата на партијата веднаш на почетокот на идната година ќе почнат да ги носат своите одлуки за поддршка на надпартиско решение, кое што секако вклучува кандидати и од партијата и од надвор од партијата. Значи, тоа се само шпекулации, реално. Постојат многу имиња кои што сакаме да ги истражиме, впрочем и доста имиња кои што секој пат се добредојдена сугестија. Ако сакате искрено да ги консултирате граѓаните, треба да бидете и отворени за нивните сугестии и предлози. Не би шпекулирал со никакви имиња. Ние сме голема партија. Имаме органи и тела кои што тоа мора да го одлучат. Јас би сакал лично, како претседател на оваа голема партија, да добијам и согласност од опозициониот блок, од сите други политички субјекти кои што се во опозициона коалиција со СДСМ, но и со многу други кои што се надеваме дека се приклучат токму на овие избори, за да бидат консултирани, да бидат инволвирани во целиот овој процес, се со конечна цел да донесеме максимално мудра одлука која што ќе биде во интерес на граѓаните, со идното извршување на председателската функција на кандидатот кој што Социјалдемократскиот сојуз ќе го поддржи. Во тој домен, навистина, трошиме многу време и енергија од она што во моментот е посветен Социјалдемократскиот сојуз, но прерано е да коментираме за било какво име. Ви благодариме.